je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna kojke to povika ime to Isusovo nema da vidiš do veka. Tatko moj, koji si na nebesata, koji znaješ sve, koji si sozdal sve, i mene me sozdade. I mi go otvaraš srce to, so tvoja ta sila, so tvoja ta milost, so tvoja ta ljubav, da vrvam po tebe, Tatko naš, koji si na nebesata. Da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje. Kako na nebo to, taka i na zemlja ta, taka i po moje to srce, taka i osjećije srce. Potreben si mi deneska, Gospode Isuse Hriste, go povikuvam tvoje to ime, dojdi vo moje to srce i pomogni mi, so tvoja ta sila, so tvoje tum, so tvoja ta mudrost, so tvoja ta ljubav. Ozvuči gi ovije slova, ne jaz da zborujem, ti zboruj niz mene. Te sakam, Gospodи Isuse Hriste, ti blagodaram što me usavršuvaš vo ljubav, da se pokajuvam za sekoj gref, misla, delo, postupka. So koji sum izlegol od zakonat ljubav ta. Se molam za site onije što ke dojedat i ke go otvarat srce tu i ke pobarat. Ke pobarat sila od ozgora, na site što go primija, da go primat Isus vo srce to, da žive rimno to srce, da razberat deka nije sme duh, duhovna priroda i duhot na naši ototec treba da go raspali, da go rasplonti naši od duh i po toa da mu se poklonujemo vo duh i vistina. Prvo soborno poslanije na svetio apostol Petar. 5. glava, должностите на црковните старешини. Човекот треба да се понизи, да се надева на Бога и да е будан. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Луѓето се горди, знаете, ќе научат неколку стихови, ќе завршат библиски школи, ќе се вознесат дека се спасени, дека го знаат Исус и се однесуваат телесно. Понизете се пред Господа. Секој ден, секој час и секој миг сум свесен дека без Исуса не можам да направам ништо. Можам да живеам само да преткам, како песот во својата блоеница и свињата во калта, да бидам телесен и немам доволно сила да ги исчекорам последните чекори на патеката на љубовта што водат кон Царството Божјо и го барам Царството Божјо на мојот Татко Небесен. Човекот треба да се понизи, да се надева на Бога и да е буден. Благословение, поздрави и крај оние кои се меѓува свештеници. Петар вели, ги молам јас, кој сум и сам свештеник. Што значи свештеник? Бидете свети како што јас сум свет. Оној што работи за Исус, работи за Царството Божјо. Го предал телото како жив камен во Исусовата црква. Оние што страдаат, одиме понатаму претходно 4. глава 19 стих 1 Петрово, оние што страдаат според волјата на Бога, нека му ги предадат нему како на верен создател душите своји, правејќи добро. Свештеници, јас сум свештеник, сведок на Христовите страдања. Петар беше таму. Го гледаше распнувањето на Исус. Се откажа 3 пати. Потона во водата. Рече, оставивме се. Рече, тоа нема да се слуши. Исус го нарече Сатана. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто мисли на тоа што е човечко. Сведок на Христовите страдања, соучесник во славата. Соучесник во славата, што ќе се открие. Славата е на Исус. Луѓето бараат собствена слава. Тие да бидат славни. Тоа е сатанско, вавилонско. Тоа е Адам кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Тоа е Адам кој знае што е добро и зло и е смртен и избркан од рајот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Пасете го Божјото стадо, што го имате, надгледувајќи го неприсилно,
кога ќе ви доделат некои луѓе кои ќе се соберат 10, 5, 12, 20 некогаш. Вие гледате колку тие луѓе имаат себе си, се имаат себе си внатре, ја имаат телесната природа, сатанската природа. Не сакаат да ги укоруваш, не сакаат да се менуваат. И гледам луѓе со години одат во заедници, во цркви. Истите се, не се придвижиле. Служење со Исус подразбира активен однос. Активен однос. Не заборавајте, близу е крајот на се. Бидете мудри и бодри во молитвите. Дури во молитвите се гледа дали сте вие понизни пред Исус. Понизете се пред Господа или му кажувате што треба да прави. Го подсетувате да не заборавил. Знаете, пасете го Божиото стадо што го имате, надгледувајќи го не присилно, туку драговолно и според Бога. Значи, често се случува да има некоја состојба и кој ќе ме праша што да правиме. Јас чекам знак и водство од Бог. Кој сум јас да избркам некој од заедници да вратам назад, ако немам дозвола од Бог? Тоа е суштината. Значи, надевање на Бог, на Исуса, драговолно и според Бога, не заради неправедна корис, туку од добро срце. Црквата е на Исус. Луѓето ја поделиле во деноминации и како што гледате, како што ќе видите наскоро, еве кој ќе дојде, например, сега, како што е таа криза, сите што го немаат знакот на челото на Исус, што се мачени од короната, и се чудат луѓето како е тоа, како ќе се разбегаат, кои цркви ќе останат, само Исусовата црква, само неговата заедница ќе остане. Ништо нема да биде од деноминациите, а некако да управувате со народот. Управување со народот, туку давајќи му пример на стадото. Што вели да е интересен? Исусов апостол од Хрватска. Да видам јас ти како живееш, дали има отчитувања, дали живееш според Исус. Значи, знаете, тој е оној момент, тие говорат, но не извршуваат, фарисеи и садукеи. Тие се истите денеска, како што е ист Исус. Вчера, денес и довек. А кога ќе се јави пастироначалникот, значи вие треба да давате пример на стадото. Кога, например, нешто ме боли, застанувам пред мојот татко и пред Исус и велам, нема да одам на лекар. Јас сум син Божи, тебе ти припаѓам, покажи ми што да покајам. Освен ако Исус не ми каже, тогаш одам на лекар. А кога ќе се јави пастироначалникот, и тоа е сигурно за негова слава, ќе добиете венец на слава, што нема да свене. Тие трчаат за земна слава, знаете. И кој ќе почине некој велат слава му, не славата, славата е во Исус. Нема друга слава. Твое е царството, негово. Сито царство. Иако на земјата владее кнезот на овој свет кој е паднат долу, и ние сме со него, што бараме ние со него, добро прашање. Па земете огледало и погледнете се во вашето срце, што излегува од човечкото срце: злоба, нељубов, омраза, завис, лицемерно братолюбие. Што излегува од човечкото срце? Што бара тоа таму, ако си ти во Исус? Што бара тоа таму, ако си ти во Исус? Зошто не можеш да ги љубиш сите? Исто така вие, помладите, покорувајте им се на свештениците. Покорувајте им се на свештениците. Кога ќе гледам дека ќе укориш некого заради нешто и ќе напушти заедницата, постирал од деноминација и не сака да признае, и гледаш дека не е спремен да се менува, иако претходно имало отчитувања, има проблеми во семејството, си се молел за нив. И потоа го разбирам оној стих: пребрзо не полагајте раце никому. Знаете, не полагајте раце пребрзо никому. Те сакам, Господи Исусе Христе, но јас не сум тука да судам друг слуга. Покорувајте се еден на друг, здобивајте се со понизност, здобивајте се со понизност, понизност. Беше една сестра, излезе од една заедница, моментално во Америка, влезе во нашата и почна да се моли по пола сат, молитви, цитати. Чека водство, два пати се молеше многу долго, веќе почна да ја дестабилизира. Гледајте ме како се молам. Тоа е протестантски начин, садокејски, фарисејски, научен. Гледајте ме, јас се молам. Знаете, и се молевме, не и кажав ништо, и по извесен период ја намали должината на молитвата и ми вели за групава: леле, колку се понизни. Па знаете, понизете се пред Господа, покорувајте се еден на друг, здобивајте се со понизност. Прво собрание на апостол Петар,
5 глава, 5 стих. Бидејќи Бог се противи на горделивите. А тој изнаучил неколку стиха горделив, направил неколку песни горд, полн со себе си. Полн со себе си. Ако му понудат да го носи крстот на Исус, ќе одбие, како Симон Киринеецот. Зашто тој не треба да го носи крстот, тој треба да проповеда, да исцелува. Имаше еден интересен, му викам дојди да ја качиме, имаше една жена во количка. Во колата не можев сам да ја кренам. И тој вика, јас исцелувам, оди ти качи ја. Он исцелува. Потоа ја напушти заедницата со оглед на тоа дека сатаната влегува и ги растура. Ако нема вистинскиот дух и вистинската љубов, и кој знае сега што работи. Сите сакаат да исцелуваат, да бидат над другите. Исус дојде да биде слуга. Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Имам една сестра, пример за смиреност. Знаете, понизна и смирена. Исус е во нејзиното срце, помина низ многу бури и страданија. И стои на каменот, цврст камен, камен аголник, стои во Исуса Христа и се држи за Него. Те сакам, Господи Исусе Христе, и нема да ја напушти. Смирете се по крепката рака Божја, за да ве воздигне. Смирете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Така полека ќе научам да молчам кога те навредуваат, соблазнуваат. И продолжуваат да вршат неправда. Работам во една институција каде што суетата и гордоста се на највисоко ниво. И сите тие сатански доктрини можете да ги видите, како луѓето сакаат да те избришат, да те избркаат, над тебе да дојдат, да не те прашаат, да те понизат. Научив да молчам и потоа тој ќе те воздигне кога ќе дојде времето. Ќе им кажеш некој стих. Ако разберат, кој има уши да слуша, ќе чуе. Сите ваши грижи оставете ги на Него. Зашто Он се грижи за вас и за мене, за секого од нас. Сите ваши грижи оставете ги на Него. Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Да го проголта во неговата слабост, да го натера да врати со зло, да го натера да не љуби, да го натера да осудува, да го натера да не простува, да го натера да си тера тој како што сака, да не ја претрпи штетата. Спротиставете му се со тврда вера. Господи Исусе Христе, дај ми тврда вера и на сите што ќе речат те сакам Исусе, да се спротистават. Имавме сосема состојба на одредена жена и се случува надприродни феномени во домот. И исчезнува млекото, исчезнуваат предмети, некој ја јаде храната, слуша звуци, гледа сенки. Еден наш сотрудник и кажува да повика Исусе помогни ми да повторува. И состојбата исчезнува. Значи, спротиставете се со тврда вера. Со тврда вера. Имавме случај, мојата мајка ја напаѓа пред да почине. Гледаше веќе мртви. Не можам да спијам и реков, вика Исусе, бегајте во името на Исус од мене. И потоа ми вели утрето ден, сега е веќе замината во духовниот свет. Ми вели тихо ова функционира, повторував и исчезнаа сите сенки што ми доаѓа. Знаете, спротиставете се со тврда вера, употребете го Исус. Но во вера, Исусе, јас тебе ти припаѓам, се што не е од Исус, надвор од моето тело и душа, надвор од мојот дом, од твојот дом, од нашиот имот, од нашата заедница, од сотрудниците. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. А Бог на секоја благодат, спротиставете се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. Исус беше 40 дена во пустината. Вие сте можеби 40 години во пустината. Вие сте во пустината. Тој не мрмореше, не се жалеше и ангели му служеа. Можете да ги повикате. Ангелска војска испрати ми да ми помогне. Им давам одврзани раце да ме штитат, да ми го покажат патот, да ме насочуваат. А Бог на секоја благодат кој ве повика за својата вечна слава во Исуса Христа, сам по вашето кратко страдање, ќе ве усоврши, укрепи и направи непоколебливи, да останете во Исус, во се што доаѓа. Нему слава и власт
власта во вашиот живот. Во веки векови, амин. По Силуана, вашиот верен брат, како што мислам би го напишав ова кратко послание. Апостолите пишувале во духот и денеска има апостоли што пишуваат во духот или што напишале. Така да тие доктринарни дека само Светото писмо соло скриптура е многу погрешно ограничување на Бог, примитивизам, дојдено до некое ниво, знаете. И луѓето не разбираат. Треба да ги испитувате духовите, но како ќе ги испитувате вие кои сте слепи, кога сте во крив дух? Треба да го примите Исус. Кога ќе го примите Исус, ќе имате покорност и понизност. Ќе научите да молчите во присуство на Бог. За да ве утешам, ви го напишав ова кратко послание и да уверам дека ова е вистинска Божја благодат во која стоите. Вистинска Божја благодат, да стоите во Исус. Ве поздравува црквата во Вавилон, избрана заедно со вас и Марко, синот мој. И јас го поздравувам Марко. Да излезе од доктринарната црква и да дојде во Исусовата црква. Да ќе дојдеме до тој момент. Поздравете се еден со друг, со целив на љубов. Со целив на љубов, со свет целив, мир на сите вас што сте во Христа Исуса. Амин. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Одиме понатаму. Одиме сега Лука 10. 10 глава. И интересен овој. Ајде, тоа не можеме сега. А додека тие патува, Лука 10 глава, од 57 до 62 стих, ова 9 глава, од 57 до 62. А додека тие патува, некој му рече: Господи, ќе врвам по Тебе, каде и да одиш. Значи, зборуваме за активен однос, ќе врвам по Тебе, каде и да одиш. Дали ти врвиш по Исус, каде и да оди? Па каде одеше тој? Па по болните, гладните, осамените. Не дојдов да ги повикам праведните. Има луѓе мислат дека се праведни во заедниците. Исус вели грешните за покаяние, погрешниците. Исус му рече: лисиците имаат легла, птиците небески гнезда. Па видете, овој свет на лисици си имаат своји гнезда и не ги интересира друго. Птиците небески имаат гнезда, под небесните сили или оние што се на небесата, или тие што се на третото небо со Исус, со Отецот небесен. Или тие што се паднати под небесните сили на злото. Исус му рече: лисиците имаат, а синот човечки нема каде глава да подслони. Дали го фатија Исус и тие се разбегаа, гудрија пастирот. Апостолите се разбегаа. Па знаете, тоа е состојбата. А Петар претходно му вели: ние оставивме се. Ако си оставил се, што има да бегаш? Остануваш со него. Иако Петар извади нож и го пресече, му рече: зар да не ја испијам чашата? Зар да не ја испијам чашата што ми ја подготвил Отецот, кој со нож сече, со нож ќе биде. Кој со меч сече. Те сакам, Господи Исусе Христе, со меч ќе биде убиен. На друго место му рече: врви по мене. Пазете, активен однос. Тој одговори: Господи, допушти ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Еве го моментот. Остави се земно и врви по мене. Но Исус му рече: остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Дали ние ги оставивме мртвите да ги погребуваат своите мртовци, или се грижиме за мртвите и ги погребуваме своите мртовци, или врвиме по Исус? Многу битен момент. Пазете. А ти, вика, оди и разгласувај го од Царството Божјо. Ете што е работата на Исусов слуга, на Исусов сотрудник, на Исусов сонаследник, на пријател Божји, на молитен војник на Исуса Христа, да го разгласува Словото Божјо. Остави ги мртвите. И секој има по некој мртов околу себе си. И си се фатил за тоа. Например, твојот син оди по, например, некоја доктринарна црква, наместо ти да го довлечкаш кај Исус, он те влече назад. Имаш проблеми здравствени во телото, во семејството. И повторно лежиш во доктринарна црква и ништо не се променува. По 20, 50, по 1000 години на истото ниво си. Не сакаш да врвиш, стоиш, пасивен однос. Оди и разгласувај го Царството Божјо. Потоа некој друг му рече: Господи, ќе одам по Тебе. Ќе одам, кога би било. Но дозволи ми најнапред да се простам со своите домашни. И еве го тој стих кој денеска, значи еден сотрудник, имам пријател, ми го кажува, а сепак не го прави тоа. Значи, поздравете го, како беше тоа Марко. Еве го овде стихот. Те сакам, Господи Исусе Христе.
Заедно со вас и Марко, синот мој, црквата во Вавилон. Ако Марко оди во црквата во Вавилон, и пазете сега што се случува. Исус му рече, никој што ја ставил раката своја на ралото и погледнува назад, не е достоен за Царството Божјо. Он му вика да се простам. Значи си ја ставил раката на ралото и треба да ораш за Исус. А сакаш да се вратиш назад, да ги погребуваш своите мртовци, да се простиш со своите домашни. Никој кој ја ставил раката, така треба да постапи и синот Марко. Од 1 Петрово 5 глава. Го кажува тој стих. Имаш дел од семејството во една заедница, дел во друга. Ти си на средина. Дали ги погребуваш своите мртовци? Дали ќе продолжиш да одиш во доктринарна лажна црква? Мртва црква завладеана од сатаната и неговите доктрини. Дали ќе го фатиш ралото и не се вратиш назад? Дали си достоен за Царството Божјо? И ние го имаме тој стих. Денеска велат за одредени свештеници достоен е достоен. Достоени сте вие сигурно. Јован вели, јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. Нема поголем роден од жена, вели Исус за него. А во Царството Божјо тој е најмал од сите. Јован вели, крстител, не сум достоен, они вела денеска достоен за некој. Луѓе што не го спознале Исус се прогласуваат. Во заедницата една сотрудничка која е отворено срце ми ги прима текстовите за Исус, иако се уште размисло, и прима нешто што пишувам предходно за мојата Исусовата Македонија. И ме нарекува апостол. И знаете, веднаш се соблазни. Јас си реков, Исус ги нарекува тие апостол, кој треба. Но ако 5 пати го повтори тоа во духот, различни луѓе, дали треба да го оставам ралото и да ги погребувам своите мртовци, да се простам со своите домашни? Не сум зависен од луѓе, што мислат тие. Ако сака Исус, можам да бидам и апостол, ако е негова волја. Јас му служам и сум сотрудник Божји, пријател Божји. Апостол, оној кој основа заедници, има многу луѓе се прогласиле епископи, апостоли. А не го познаваат Исус. Не се оставиле себе си на крстот. Не се оставиле себе си. И не му дозволуваат Исус да действува, да зборува и да ги врши делата. Те сакам Господ Исусе Христе. И сега доаѓаме, Господ му рече, тој одговори, Илија, 3 книга Царства, 19 глава, крајните стихови од 14 надолу. Пламнав од ревност за Господа, Бога Саваот. Или 13 стих, кога го чутоа, значи што е Господ, а тој му вели, не е Господ во ветрот, 12-11 стих, по ветар земјотрес, не е Господ во земјотресот. Пазете го сега ова, по земјотресот оган, не е Господ во огнот. По огнот здив од тих ветар, таму е Господ. Оган, ветар, земјотрес, поплави. Не е Господ во тоа. Тоа е последица и причина на вашата нељубов. Господ е тивок ветер, мирот свој ви го дал. И потоа, кога го чутоа Илија, го сокри лицето. И тој не е достоен со својот кожув, а некој на земјата се прогласува за достоен. Излезе и застана пред влезот во пештерата. Треба да излезеш од својата пештера во која си се напикал овде на земјата, во оваа долина на сенка смртна. И кон него се чу глас кој му рече, зошто си тука, Илија, во пештерата? И јас се прашувам, зошто си тука тихо? Зошто си ти тука, пријателе? Што бараш на земјата кога имаш татко на небесата? Добро прашање. Што бараш овде? По 20 години ќе легнеш болен и ќе овкаш и ќе викаш татко мој, оче. Не, нема да викаш оче, ќе викаш Боже, зошто ме остави? Не сте оставил тој. Ти си го оставил, бидејќи не ја прифаќаш неговата љубов. Тој сака да те научи да ги љубиш сите. Зошто си тука, тихо, Илија, било кој? Тој одговори, пламнав од ревност за Господа Бога Саваот, зашто Израелевите синови го оставија твојот завет. Затоа сум тука.
да го објавувам Евангелието, го оставија заветот, не го разбираат. Сатаната ги сее како пченица. Ги разурнаа твоите жртвеници во срцата, со меч ги убија твоите пророци, само јас останав, но и мојата душа сакаат да ја земат. Илија, тој кој го слават македонците. Зошто го славиме Илија? Овие соседите наши јужни дојдени таму од Азија, од Африка, од кај се. Хелиос, Илиос значи сонце. Не е сонце, тој е старозаветен пророк 900 години пред Исуса Христа. Тоа покажува дека македонците после потопот Сим, Хам и Ефет, хананеиците, од хананеиците се дојдени. Тие го познаваат Илија. Затоа го слават. Зашто Илија ќе го најави второто Исусово пришествие. Тоа е Илија што треба да дојде. Кожувот на планината, Кожув планина, каде што спие. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зборовите ни измена. Господ му рече, со меч ги убија твоите пророци. Господ му рече, врати се по патот свој преку пустињата во Дамас и кога ќе стигнеш, помажи го Азила за цар на Сирија, Јуја, Намесевиот син, помажи го за цар на Израилот, Јелисеја, пак Сефатовиот син од Авел Маул, помажи го за пророк место себе си. И ние тука гледаме дека се е дадено и одредено, дозволено од Бог. Доброто и лошото според степенот на состојбата во која се наоѓаме ние, дали имаме љубов и дали сме ги разурнале жртвениците и сме ги убиле пророците. Сме го растуриле заветот и живееме безбожно. Тоа се аларми кои не подсетуваат да се прашаме зошто си тука, Илија? Или инденци, зошто сте тука? Зошто си тука тихо? Зошто кој ќе избега да залови од меч, него ќе го убие Јуј, кој ќе се избави од мечот на Јуја, него ќе го убие Јелисеј. Тоа покажува дека дните ни се избројани, влакната ни се избројани, дека Бог ги одредува работите. И кога добивате водачи слепи кои ве водат во јама, тоа е според степенот на вашата нељубов. Например, во Македонија има таква омраза и нељубов меѓу македонците, што не е чудо што може да дојде било кој сатански син и сите да ве удави во јамата. Те сакам, но сепак оставив меѓу израелците 7000 мажи, сите тие не ги свиткувале колената пред Вала и устите нивни не го бакнувале. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците, македонците? 7000 мажи, знаете колку е тоа од цел Израел? Мало стадо. Затоа големите заедници и цркви се музеи и библиотеки. Сатанска синагога. Евреи кои не се евреи, македонци кои не се македонци. Македонец е човек кој го повикува Бог. Евреи не човек кој има завет со Бог. 7000 мажи. И го тргна оттаму, го најде, Илија тргна, не мрмореше овој пат, го најде Сафатовиот син Јелисеја кога ораше. Јелисеј си ора, и ние си ораме овде, јас си орам овде од Дворчево. 12 рала волови имаше тој и сам беше при 12-тото, минувајќи крај него, Илија го фрли кожувот врз него. Кожув планина. Што е тоа? Духот, силата, заветот, да го допре неговото срце. А како тој послушува, пазете, тогаш Јелисеј ги остави воловите, ралото. Марко, ралото, пази, поздравете го синот Марко, со ралото и воловите, и не се врти назад, да ги погребеш своите мртовци, да се поздравиш. И почна да трча по Илија. Потрча, но пази, дозволи ми да ги бакнам татко ми и мајка ми и ќе тргнам по тебе. Ралото и се заврте назад. Значи имаш таму некој дел од семејството, не го прифатил Исус. Што ќе правиш ти? Ќе се држиш за ралото, ќе го шириш Евангелието, ќе објавуваш благата вест или ќе се вратиш кај него, ќе пропаднеш заедно со него во јамата. Секој мора да остави по нешто. Остави се земно и врви по мене. Тоа не подразбира да не го љубиш, но да не дозволиш да го оставиш ралото и да се завртиш назад. А Илија му одговори, оди,
врати се, што сакаш правиш, што сум ти направил јас тебе. Тој извршува задачата на Бог, доаѓам, зборувам, тој не прифаќа. Го оставам. Жал ми е. Дел сме, сите сме од еден извор. Не сака да прифати, не знаат, не сакаат да знаат за мене. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Трета книга Царства, 19 глава, последните од 12 таму до 21. Оди и врати се, тој се врати од него, Елисеј, пазете што направи, зеде рало волови, ги закла, го запали плугот, го испече месото, го раздели на луѓето и тие јадеа. Двоумење да се врати, запали, остави, раздели, остави се земно. Остави. И врви по мене. Зборуваме за активен однос. А самиот тој стана и тргна по Илија и почна да му служи. Не на Илија, на Семокниот отец, зашто израелците знаеа дека има пророци, дека Илија е пророк на Исуса, на Отецот Небесен. Отецот и Исус се едно. И тоа не им е јасно, нека доктрина за три личности. Отецот е дух и во духот престојува во Исусот телотворен. И ако му дозволиш духот што е во тебе, самиот живот, да се распали и ти духовниот човек да порасне, телесниот да слабее. И тогаш ти ќе се вратиш во Царството Божјо, во Царството на духовите, како што е наречен нашиот татко. Значи, одиме повторно овде како беше. Ве поздравува црквата во Вавилон, избрана заедно со вас и Марко, синот негов. Ти си секако син Божи, само сега си син сатански кога си паднат на земјата. Поздравете се еден со друг со целив на љубов, мир на сите вас што сте во Христа Исуса. Исус му рече, никој што е ставил раката своја на ралото и погледнува назад, Лука 9 глава 6 стих, не е достоен за Царството Божјо. Ти се грижиш тука за нешто. А тој му вели, остави ги мртвите да ги закопуваат своите мртовци, а ти оди и разгласувај го Царството Божјо. Одам ја за Исус, а вие што сакате правите. Среќен ви пат. Знаете, се собираме, се молиме, зборуваме со трудници. Ако ти не се менуваш, ако не му го дадеш срцето на Исус, ако не ги оставиш своите мртовци да ги погребуваат своите мртовци, ако не оставиш своите домашни, тие околу тебе, што не сакаат да бидат во Исус, и не се фатиш за ралото и се завртиш назад, не си достоен за Царството Божјо. Царството Божјо, Царството Божјо, пазете, може да биде во вас, внатре. Ако му дозволиш на Исус да владее со тебе, да управува со тебе, да те облее неговата љубов и да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој греф и за гревовите на твоите предци, да ја прифатиш неговата волја. Царството Божјо не е во јадење и пиење, туку во мир, правда и радост во Светиот Дух. А ти, брате и пријателе, дали си ја ставил раката своја на ралото и погледнуваш назад? Дали врвиш по Исуса? Дали ги остави мртвите да ги закопуваат своите мртовци? Дали го разгласуваш Царството Божјо? Дали се простуваш со своите домашни? Тоа трае 20, 50, 100 години. И кога ќе дојдам до тој стих, никој кој оставил син, мајка, татко, браќа, сестри за мене, а не добил многу повеќе во Царството Божјо, те сакам, Господе Исусе Христе, останувам во Твојот мир и во Твојата љубов.
Те сакам, Исусе, уште повеќе ќе те љубам. За секогаш, Исус. Слава ти, Господе Исусе Христе. Исус напред ни е по него. Силата Исусова за сите оние што ќе речат: Исусе, вети го моето срце. Дојди и насели се, направи сокровиште во мене, да ме обликуваш во љубовта, да ме усовршуваш во љубовта. Во името на Господ Исус Христос, исцелување на секој оној што претесе на местото кај што ве боли, што ќе рече: Исусе, тебе ти припаѓам, дојди во моето срце и помогни ми исцелување на коленјата, нервите, коските, мускулите, срцето, дишните патишта, очите, ушите. Слава ти, Господе Исусе Христе. Исус напред ни е по него. Амин, до Божио царство небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. И не заборавајте Илија, што му рече отецот на Илија: зошто си овде? Илија, зошто си овде? Зошто сум овде? Па, да го разгласувам Царството Божјо, да бидам ловец на луѓе, да работам за Царството Божјо. А ти, брате и пријателе, знаеш ли зошто си овде? Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. За секогаш. Исус за навек. Исус и Исус. Амин. Исусе, спасителе, повикуваме името Твое. Исусе, спасителе, повикуваме името Твое. Во него беше животот, светлина за луѓето, светлината за темни на свети. И светот стана преку него, но светот не го позна, но светот не го позна. Кој ќе го повика името Исусово?